Дали зборовите те љубам се одзив на наивноста кај човек? Колку зборовите те љубам се опојни и предизвикуваат човек да стане зависен од нив? Дали љубовта е само една илузија кога не е поддржана со дело? Почитувани, јас сум Марија Кулеска, добро дојдовте во емисијата Сенките на книгата. Во оваа емисија се запознаваме со светските класици и со најважните македонски писатели и поети. Денес го работиме Антон Павлович Чехов, еден од најголемите мајстори на краткиот расказ. Чехов е писател кој не пишува за херои, туку за обичниот човек. Ликовите во неговите драми и раскази се луѓе кои се збунети и ранливи. Тој не ја опишува љубовта како романтична бајка, туку како психолошка игра. Луѓето љубат, но не се осмелуваат да љубат вистински. Кај него зборовите се поопасни од делата, затоа што зборот може да воздигне и да измами. И токму тоа го гледаме во неговиот расказ Шега. Шега е приказна за кратката платонска љубовна авантура, моќта и минливоста на зборот. Зима е и двајца пријатели се санкаат. Наденка е заљубена во момчето со кое се санка. Таа е преплашена да се спушти со санка по ридот. Но момчето ја охрабрува и, иако преплашена, се спушта по ридот. Санкањето за неа брзо станува едно емоционално доживување, затоа што низ ветрот ги слуша зборовите те љубам упатени до неа. Таа го пребродува стравот од санкањето, токму поради тие зборови. Но, за жал, тие зборови за момчето се шега, но за Наденка не се. Зборовите те љубам се посилни од стравот и неизвестноста. Но тие се минливи. Љубовта воздигнува. Но кога доаѓа пролета, двајцата се разделуваат и љубовта не преживува. Чехов во овој расказ ни ја представува суровата вистина дека љубовта што постои само во зборот не преживува. Шега не е љубовна приказна, туку е приказна за илузијата на љубовта. Затоа колку лесно можеме да се заљубиме во зборот и колку е болно кога тој збор не значи ништо. Затоа, можеби најопасните зборови не се оние кои што повредуваат, туку оние што ветуваат и не исполнуваат. Почитувани, ви благодариме за вашето внимание. Се гледаме во следната емисија.